Здраво, ова е 480-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Лаграција од Паоло Сорентино, во кој станува збор за претседателот на Италија, Маријано де Сантис, кој е глумен од Тони Сервило, вдовец кој се соочува со морална криза околу донесување на законодавството за евтаназија и помилувањето на убици, додека се бори со неверството на неговата покојна сопруга во текот на последните месеци од функцијата. Соработката помеѓу Тони Сервило и Паоло Сорентино се покажала дека умее да биде плодотворна низ годините, па таков е и случајот во овој филм, каде Сервило со неговата резигнирана глума не ни дозволува да погледнеме што се крие зад очите на ликот, иако е предаден од повремениот војсовер, но затоа умее да не убеди дека носи на грбот невидлива тегоба. Моралната дилема која се развлекува во делото се однесува на едиктот за евтаназија, а распетието е впрегнато помеѓу храброст, која ја нема претседателот, и страв кој го поседува од носењето на одлуката, дури и од собствената ќерка е обвинет за неодлучност, болестот која пати цел живот, која го тишти, дури и конјот Елвис, кој е во агонија, одлучува да не го усмрти, додека пак Сорентино дури и ќе го закопа со паролата во шталата за храброста која станува посилна во опасност. Има два случаи на помилување на убици во филмот. Едниот, учител, која убил насилната сопруга и не сака да биде помилуван, туку да си умре кога ќе затропа смртта на брата, и жената која го убила сопругот насреде спиење со 18 бодежи, која е посетена од ќерката на Маријано Доротеа, глумена од Ана Ферзети, и заповеда да ја помилува, затоа што убиството на скршениот сопруг според неа е евтаназија, со оглед на тоа што ја измачувал, како што знаел и умеел. И во двата случаи има своевидна искривеност на вредностите и се темелат на правосновен порив за убивање, но преседателот судија на вага ја става љубовта во нивните врски, токму поради тоа што на собствената љубов кон починатата сопруга и дава до значење, на која се темали оправдувањето на неговите одлуки. Филмот од различни аспекти ја проследува човечката состојба, особено во прашањето кој е собственикот на нашите денови, па дури и папата на скутер има паметен збор да скрши за преседателот дека минатото му тежи, а иднината му е празна, па затоа е самотен. Непорекливо е дека му недостасува жена му во животот, тоа е евидентно од неговите искази како му треба Аурора од облека до сослушување на сомнежите. Токму затоа и идејата за неверство на саканата Аурора го прогонува секој ден, знаејќи дека во негова близина е незиниот љубовник, агонија на енигмата која го ровари однатре. Иако телото не се менува, се запознаваме со Маријано, правникот, претседателот, католикот, родителот, и запрашуваме кој и кога го има. Кога се контрадикторни нивните светогледи, додека пак помеѓу луѓето за него важи надимакот армиран бетон, назнака која не моќене да ја промени каков указ и да донесе. Како што сродноста на Берлускони беше непореклива со ликот на Лоро, така можеме да се обидеме да најдеме сличности меѓу Маријано и претседателот Серхио Матарела, кој исто така е вдовец, неговата ќерка го придружува на официјалните средби и има помилувано убиец со Алцхајмерова болест која убил сопругата, така што на хартија има заемни чинители со кои може да се поистоветат. Тој има и син, кој е одсутен од рамката затоа што прави музика за поп-изведувачи во Монтреал, а татко му глуми дека прави класична музика. Егото не може да трпи и да признае недофатен идеал кој го зацрта за децата, додека пак ќерката го пополнува вакуумот кој го оставила сопругата како коректор на таткото кому му ги брои залците. Пријателството со папата натежнува на вагата за оправданоста од помош при одземањето на живот, што ја комплицира одлуката на големиот католик Маријано. Харизматичната дамнешна пријателка Коко Валори, глумена од Милвија Маријано, е атеистката тежа, не баре е ураганот која ништо не ја запира кога ќе влезе во кадар, но затоа знае да ужива во животот. И секој сака да има заштитник подготвен да го даде животот за претседателот, на располагање уште пред да падне на памет помислата на Маријано.
Има и доза на поетичност во делото, не е се така суво и пластично, една солза танцува помеѓу двајцата осаменици, едниот во Вселена, другиот во Председателската палата, секој на своја мисија, оддалечени од сите, несватени, самотни. Ќе си земам за право да го откопам гробот на филмографијата на Сорентино и да повлечам тангенти со неколку дамнешни филмови во кои исто така имаше личности на моќ кои ги предводеа или Диво или Лоро, меѓутоа тука не предемчи нивното опивање со моќ и корупција, туку се разглобуваат моралните и етички дилеми на еден посмирен, посуптилен пристап со задлабочување во оставнината и соочувањето со неизбежноста на смртта и една, ајде да ја условиме како меланхолична криза на идентитет на протагонистот, која, да бидам искрен, и не е толку далеко од ликовите од Youth, односно The Great Beauty, и нивната неодлучност пред предизвиците, односно ранливост која може да ја согледа само гледачот. Насловнот Финеса може да се обмисли како меѓустадиум во животот, пространство помеѓу одлуките, односно во небрано. Со односот помеѓу таткото и ќерката може да се паралелизира и со групацијата на филмови како The Father, иако нема деменција која и попречува во филмот на Сорентино да се грижат еден за друг, потоа Тони Ердман, иако не е толку наметлив таткото на Доротеја, или пак Ghostlight, каде уметноста ги интригира двајцата татковци, кај едниот театарот, кај другиот трап, но не е експлоататорски односот како во Sentimental Value. Една сосема поразлична релација се образува меѓу таткото и ќерката, но празнините во семејството постојат, а тајната мајката ја има однесена со себе во гробот. Филмот нема класичен композитор, така што искористени се кратки оркестрации во транзициите од Јохансен и Сакамото, иако за мене песната Трентатре, која ја пеат за војската на Алпите, е подеднакво излишна за постигнување јукстапозиција колку и танцот, но од секојаш имал такви визуелни ќорци испукани во празно режисерот за тоа што му се може. Како пробудуваат помислите во главата на Маријано, така има еден продорен електронски бит како одекнува, само еден такт без предвесник и продолжение, но се одвиткува кога правникот Маријано ќе има последен збор во мелодија која постепено се развива како проток на мисли на Маријано и се разбира насреде излишниот перформанс на модерниот танц. Сорентино има неотплатен долг на раскошна убавина на кадрирање од неговите филмови кон кинематограферката Дарија Ди Антонио, без која неговите шупливи приказки не би биле гледливи да не беше нејзината визуелна естетизација. Самотните ликови се изедени од волуменозниот италијански интериер на домовите и канцелариите, чиито зидови сведочеле на носењето на големите одлуки на претходниците и превладувањето на честноста и исправноста, како воделки кон кои не може да го најде патот толку лесно Маријано, магловит му се гледа пределот. И секако дожд во slow motion, еден од фетишите по кои го препознаваме Сорентино, ќе го посведочиме и во овој филм. Кинематограферката дојде во обителот на Манакис со филмот Партенопе, кога можевме да се запознаеме со неа. Монтажерот Кристијано Травајоли е постојан соработник на Сорентино и секогаш го обвинувам зашто не го подигне гласот против режисерското диктаторско его и безгрижно isфрли холестеролскиот вишок од материјалот кој само му тежи на делото, но наместо тоа добиваме речисти 3-часовни меандрирачки филмови. Меѓутоа, во овој случај, токму поради тоа што има неколку подзаплети кои мораат да бидат разрешени на еден или друг начин, може да се најде парцијално легитимно оправдување за времетрајањето, но тој спорадичен тон и темпо не знам дали ќе бидат по сечи вкус. Со италијанскиот режисер Паоло Сорентино си имам доста проблематичен сооднос кога се опрашање неговите филмови и видеологија. Откако постои емисијата, овие 9 години, два пати има добиено своја епизода за филмовите Лоро и The Hand of God, а во меѓувреме го работеше неговиот серијал на документарни остварувања Il Teatro di Mattia Torre, портрети на кои не можам да им најдам место во видеологија, но своја неславна судбина доживеа токму Партенопе од 2024 година. Сорентино е режисер кој секогаш седи на резервната клупа на видеологија, од проста причина што неговите филмови се прекрасно спакувана шуплина. Како вековит вампир, маѓепсува со своите кадри додека ви пие 3 часа од вашиот живот. Затоа секогаш ги земам со резерва неговите филмови, како неприоритетни за рецензирање и
Ако има простор за него во летната филмска дупка, со оглед на тоа што не е видеологија емисија која има што да каже за летни блокбастери, си доаѓа до своите 10 минути Сорентино, и тоа 2 пати, меѓутоа Партенопе беше невина жртва на системот, затоа што не дојде да заигра во првата лига, бидејќи имаше поквалитетни филмови кои имаа што да кажат и ја одмина времето неодоливата неаполска сирена и веќе беше доцна за незината фрапантна убавина. Поучен од тоа мое неоправдано игноранство, најдов време и место за новиот филм на Сорентино во видеологија, токму поради тоа што има неколку наративни нишки помеѓу убавите кадри, за кои вреди да се поразговара и тоа во денешен контекст. Во најава е неговиот документарен филм за тренерот Карло Анчелоти, кој, како поранешен Јувентусаш, секако дека би го погледнал, бидејќи пред да ја востанови кариерата со Милан, 2 години неславно го предводеше Јувентус во премиот на 21. век. Сорентино важи за максималист, особено на формален план, не се воздржувал, па затоа може би овој филм за италијански владетел ќе биде понепопуларен од Лоро или Il Divo на визуелен план, значително понеатрактивен од него за влогот на преседателствувањето, но токму со реалноста во неговиот израз, па дури и смиреноста ме привлекува во овој филм, иако неволно го репризирам за потребите на оваа анализа, затоа предупредувам да си го вјаремите вниманието, како што режисерот подлегнува на едно стилистичко себеодрекување. Филмот имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, каде освои 7 награди, вклучувајќи го и Волпи купот за најдобар актер. Потоа беше награден во Чикаго со Сребрен Хуго за сценарио и играше на Телјуред, Бусан, Рио, Њујорк, BFI, EFI Љубљана. Беше номиниран за 2 европски оскари, а јас имав можност да го гледам во кино на минатогодишното издание на Синедис. The Match Factory го дистрибуираа во кино, на платформите заврши кај Муби и не беше представник на Италија на Оскарите, туку избран беше Фамилија од Франческо Костабиле. Филм за неодлучниот италијански преседател на крајот на мандатот, застанат насреде мношто морални крстопати, натажен од отсуството на супругата во неговиот живот и во дилема дали е оправдано да се повикува смртта во домовите пред незиното преодредено време за посета. Ако морам да го евалуирам, тогаш лаграција од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 418-тото издание на дигиталната архива видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и средете во каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарност за вниманието. Поздрав!